Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имейл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. На првиот ден од пролета, кој е 79-ти ден од годината, значи на овој 20 март, времето кај нас е и со сонце и со облаци и со снег, побелео снег, планини и повисоки предели, а и за викендот прогнозите се дека ќе биде променливо со засилен северен ветер. Многу дрва се расцутени, па има грижа да не се појават мразеви. Што се однесува до зовриениот Блиски Исток, заврши пренесувањето на македонските државјани овде во Република Македонија со 5 чартер летови, организирани од Министерството за надворешни работи, а на сметка на државниот буџет. Вкупно се вратија во Републикава 605 патници од тој дел на светот, кој е заплиснат со воениот конфликт. Стабилна е безбедносната состојба во Република Македонија, но внимателно се следат настаните во воените подрачја и нивното можно влијание, особено врз економијата, поради зголемувањето на цените на горивата. Во нашава земја има известно поскапување на мал дел производи, но засега нема недостиг од нафта и нафтени деривати. Доколку има потреба, од владата рекоа, од и навреме ќе реагираат. Цените кај нас се пониски отколку во околните земји. Во Брисел престојуваше премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Тој со партиска делегација учествуваше на Конгресот на Европската народна партија, која свечено ја одбележа 50 годишнината од централната нејзина улога и придонес во изградбата на Европа. Присуството на македонскиот премиер на овој собир во Брисел, заедно со низа европски лидери, и со дел од нив се сретна. Значи, присуството на јубилејот представува потврда за цврстата определба на нашава земја за членство во Европската Унија, како и можност за афирмација на националните интереси и зајакнувањето на македонската позиција во рамките на европското политичко семејство. Во општината Ресен се одржа меѓународен форум на населението од Преспа. Домајќин беше градоначалникот на Ресен Јован Тозиевски. Тој заедно со неговите колеги, со градоначалниците на Преспа од Егејскиот дел на Македонија и од Пустец од Албанија, а во соработка со Сдруженија од Македонија, Грција и Албанија, водеа расправа на повеќе теми. Станало збор за безбедносната состојба, за климатските промени и влијанието врз водите, насадите и овошјето во Преспа, па за новините околу отпорноста на аграрот, економијата и друго. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија го разреши досегашниот администратор на Австралиско-новозеландската епархија, митрополитот господин Петар, на негово барање, и за нов епархиски архиереј. Синодот по предлог на владиката Петар го избра епископот Велички Никола Трајковски со титула митрополит австралиско-новозеландски. А за новиот извештај за напредокот на Република Македонија во европските интеграции, што е подготвен од известувачот за нашава земја во Европскиот парламент Томас Вајц, биле поднесени 400 амандмани, од кои 100 биле од бугарски европратеници, и тоа со доста антимакедонски барања и предлози за најчувствителни прашања, за историјата, македонскиот јазик, идентитетот и друго, како например апсурдот да се збришел милениумскиот континуитет на македонскиот јазик и да се викал модерен македонски јазик, не баре од вчера за вчера.
да имало промена во историјата учебниците, па впишување на бугари во македонскиот устав, ама така што, и доколку тие би биле ставени во уставот, тоа да не значело дека и автоматски Република Македонија ќе ги почнела преговорите за членство во Унијата. Скандал до скандал. Авторот на најновиот извештај за прогресот на Републикава во европските интеграции Томас Вајц побарал од правната служба на Европскиот парламент итно да разјасни за оние услови кои ги лиферуваат од Софија, меѓу другото и во врска со вториот протокол од договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија. Известувачот Вајц бара и Европскиот совет и Европската комисија повеќе да се ангажира за да се одблокираат преговорите со Македонија и отворањето и затворањето на поглавјата во текот на преговорите да се решава со нормално мнозинство, а не како сега да мора едногласно да се усвојуваат, па некој блокира. Продолжуваме со вестите. Кочани беше и со тага, и со непребол, и со солзи и почит на годишнината откако на 16 март 2025 година во катастрофалниот пожар која пеплоса преполнетата дискотека згасна 63 млади животи, а околу 200 беа со разни изгореници, повреди и трауми. На годишнината во центарот на градот беа поставени 63 бели столчиња со бели срца, бели рози и со имињата на настраданите во таа кобна ноќ. Имаше молитва и отворена книга на жалост за прекинатите животи во нивните најубави години. Градоначалникот на Кочани, на доктори, клиники, болници и на спасители хумани луѓе од земјава и остранство им додели благодарници, изразувајќи огромна почит. Претходно Републичкото собрание одржа комеморативна седница, а во Скопје беше организирана и меѓународна конференција за причините, последиците и големата спасувачка акција, со посебна почит кон семејствата кои останаа без своји најмили, а дека власта и натаму нив ќе ги помага. Истакната беше и силната меѓународна помош од повеќе европски земји, кои ги отворија вратите за нашите пациенти во таа невидена трагедија. Републичкото собрание за нов државен јавен обвинител го избра 50-годишниот Ненад Савески, досегашен судија во Основниот кривичен суд во Скопје. Изборот следеше по оставката на поранешниот обвинител Љупчо Коцески. Савески положи свечена заклетва со ветување дека ќе ги исполни очекувањата на граѓаните за правда и еднаков аршин за секого и да нема ставање во фиока на предмети. Пукна кавга во опозицијската СДСМ со меѓусебни обвинувања на председателот на партијата Венко Филипче и поранешниот градоначалник на Скопје и пратеник Петре Шилегов. Препукувањата се вжештија откако Петре Шилегов е исклучен од СДСМ со обвинувања дека одработувал за ВМРО, за власта, а и заради обид за внатрешна поделба на партијата, па лидерот Филипче рече дека немало да дозволел власта да ја делела СДСМ. Значи Филипче напаѓа од Шилегов одработувал за ВМРО, а пак Шилегов возврати со напад баш дека тие како раководство работеле за ВМРО и тоа го правеле за да не биле некои предмет на кривична истрага. Во коментарот што следеше од ВМРО ДПМН стои дека тоа било обито СДСМ за замајување на јавноста, порачувајќи од ниту Венко Филипче, ниту пак Петре Шилегов имале било каква поврзаност со ВМРО, бидејќи и двајцата биле поразени на изборите, па тие не представувале никаква надеж за народот, кој добро ги знаел и не можеле нешто тие да направат ни за народот, ни за државата. Сојузот на синдикатите на Македонија одржа протест пред Собранието, Стопанската комора и пред владата, барајќи минималната плата во Македонија да биде 600 евра, и тоа веднаш, а не по 2 години, од и сегашната била околу 26.000 денари. Според председателот на синдикатот Трендафило, институциите се исплашиле од протестите и носеле одлуки со штитења, ама на примањата на функционерите. Синдикатите најавија дека протестите ќе продолжеле додека не им се исполнат барањата. Од ВМРО рекоа, оти прават се што се може за да се подобри животот на секого во Републикава, а дека заеднички организиран бил протестот од синдикатот и од опозицијската СДСМ, која ги злоупотребувала работниците и нивните права, само за да бил виден СДСМ на мегдан.
На едно 4-члено семејство кај нас му биле потребни 67.818 денари за покривање на месечните трошоци за живот. Полицијата го апсила директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Васе Анакиев. Тој бил фатен при примање на мито од 50.000 евра, а е член на Социјалистичката партија. Се испитува дали тој делувал сам или пак и други имале вмешано прсти. Полицијата спроведе и повеќе акции за откривање на дрога во Скопје и Велес. Има приведени и запленети биле различни видови на дрога. Земјотрес со јачина од 4,5 степени, чиј епицентар бил во западна Грција, е почувствуван во Охрид. Во сообраќајна несреќа на патот Кочани-Виница загинал возачот на Маздата од селото Исти Бања Виничко. 24 годишен скопјанец отишол на гости кај негов пријател, легнал да се одмора и не се разбудил. А повеќе од половина век оваа популарна радиопрограма Оро Македонско се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот, афирмирајќи ги македонското име, македонскиот јазик, минато, сегашност, музика и вистина. Оваа голема мисија на Оро Македонско продолжува благодарение на упорноста, активноста и посветеноста на уредникот и водител Бошко Рајчовски Пелистерски, како и на поддршката, разбирањето и добрата волја од Алеки Димитар. Тие се сопственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите нов или постар камион, побарајте ги успешните бизнисмени Алеки Димитар. Уште две информации. Наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата за 2026 година и е доделена на познатата холандска поетеса Анеке Брасинга за незиното вкупно творештво и за исклучителниот придонес во современата европска и светска поезија. Нашиот најпознат туристички центар Охрид се поврзува со светот со уште две авиолинии. Едната е до Братислава, а од 29 март од Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле директно ке се лета до Милано во Италија. Еве тоа беше изборот на информациите за објавување одовде од нашава библиска Македонија. Драги слушатели, пријатели, драги брајке и сестри, ценети наши македонци, ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде да сте, со кого и да сте. Почитувани слушатели, минатата недела 15 март во Кочани се одржа комеморација по повод една година од загинувањето на 64 млади души. Во присуство на председателката на Република Македонија Гордана Силјановска Давкова, премиерот Мицкоски, поглаварот негово блаженство господин Стефан и голем број присутни кои на родителите им му дадоа почит за нивните ќерки и синови. Во овој тажен помен и ние, вработените на Оро Македонско, испраќаме сочувство со надеж да ја облажиме болката. Често пати на нашата радиопрограма кажувам: не дај Боже родител да испрати чедо на тој свет. А минатата година, 16 март, 63 мајки и 63 татковси, кои им спремаа свадби на своите деца, со плач ги спратија во вечното живеалиште. Чек, од изгорениците не може да си ги познаат своите деца. Бог да ги прости и вечна и памја. Примете имаме мал изводок од минатата недела. На година животот го загубија 63 деца од пожар во дискотеката во Кочани. Така на голема врата се повеќе се политизира несреќата, која ја зави Македонија во црно. Власта веле дека се сочувствува со семејствата и дека се обидува да стори се што може за правдата да биде задоволена. Оти штетата и жртвите нема како да бидат вратени, но тие се обидуваат да направат се за помош на семејствата. Од друга страна, како што и претходно обвинуваат власта, опозицијата во обид на добивање на политички поени се обидува да го политизира
коментира случајот. При денешната посета на Кочани премиерот Мицкоски рече дека иако овој пат дошол за добри вести и најава за инфраструктурни проекти, сепак секое доаѓање ќе го потсетува на страшната несреќа која за секогаш ќе остане врежана во сеќавањата на Македонија. Вели државата работи за помош и тука е за кочанчани. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, на жалени мајки и татковци, браќа и сестри, баби и дедовци, родни ми пријатели, колеги и врсници, возлюбени во Господа. Само еден чекор има меѓу животот и смртта, рекол старозаветниот пророк. Сушност и помало растојание имало во големата несреќа да се случи овде во Кочани, а во која се изгубија 63 животи, а беа повредени повеќе од 200 присутни на забавата. И еве помина една година од таа трагична ноќ, во која настрадаа бројни млади македонски чеда. Времето продолжи да тече, деновите стана безтрајни месеци, а месеците исполнија веќе и цела година. Солзите што протекоа течат без престан и стана секојдневие за сите мајки и татковци, за многу роднини и пријатели, стана бол за овој крај и за сиот наш народ. Што рече? И вие како СДС века, оште да сте напишале сумата на вашите деца. Одбите на овој деца. Која цена ќе ни ги врне овие деца? Тоа е највеќе што не боле нас сите овие родители. Во почетокот и сам ги гледате дека на маршевите бевме во многу поголем број. Со текот на времето и бројот на маршевите се намалува. Од таа гледна точка гледаме дека веќе луѓето не напуштаат. Дека не се тие луѓе како што мислевме дека се. Што го викат дека во најтешките моменти ќе се ги видиш пријателите и другарите и роднините на некој начин. Има луѓе стварно што просто со нас има некои само улицата тапкат по рамо. Има луѓе што не можат да ги примат, едноставно не знаат кои зборови да ги употребат. Дека најгневни на полицијата и до време на маршевите најголемиот гнев се истураше пред полициската станица во Кочани. Зошто? Не може да предпоставуваме, да го прашувам, зошто? Помнаш, некој си има различна гледна точка на одговори. О моје, за тоа по сите сведоци што се биле моментално таму, дека полицијата не е прожила помош, дека се стојале, дека тоа не било нивна работа. Болницата што не е прожила помош на време. Они се гледале претежно оние што се биле веќе изгорени од ним. Имаше секакви деца, додека бевме ние во Штип, додека чекавме да видиме дека ова ја таму ги донеса со обесени коши, со изгорени лица. Овие се тука што се сите се забушени. Не беше ни едно. Драги слушатели, тоа е мајката на едно дете кое погина во Кочани. Драги слушатели, по повод една година од смртта на 63 млади деца од Кочани, сочувство до фамилиите испраќаат и нашите спонзори и тоа. Л. Сизар Пица и фамилијата Илич, Вилбур Кија Фор Кар Дилер и менеджерот Менде Талески, Алек и Димитар, партнери на двете компании Xfinity Truck Sell и Truck Partner Company. Председателот на Македонската алијанса Ѓорѓе Ѓорче Танасовски, идниот
Кинг Џорџ заедно со брат му Јосиф. Колку близко е телефонот, толку близко е стариот крај, ако патувате преку патничката агенција на мојата колешка Анета Коруновска на телефон 630-432-9371. Доктор Луј и доктор Христофер Хацес од заболекарската ординација во Стерлинг Хајтс. Погребалните куќи Менчик Funeral Home и Ворен Funeral Home. Спиро Тречевски заедно со својата сопруга Весна од First Development од Далас, Тексас. Сите заедно горе спомнатите спонсори испраќаат сочувство до фамилиите за загубените 63 млади деца. Ама не си поставувате прашање дали и вие чувствувате морална одговорност. А да, министерот за внатрешни чувствува. И огромна одговорност чувствувам од аспект на расветлување на сите овие кривично-правни настани кои што однесува огромен број на животи, на млади животи, на млади деца кои што има иднина, кои што се надеваат дека Македонија може да стане нормална земја. Ти кажувам, кога ќе се обратиш на пратеника особено на мене, да водиш сметка за односот, прво меѓучовечки однос. И ти било кој. Друго, јас си поставив најкоректно можно прашање по однос на оно што ви е надлежност како министр. Во функција. И, ако е така како што велиш, дека ти си изјавил, дека си чувствуваш одговорност морално, уште сега на седница си на собрание стани овде, поднеси оставка, и ако не е така пропишено, давај оставка и тоа ти е моралната одговорност. Јас разбирам дека ќе се пријавите за кабелот за ово, да, и тогаш сум зборел и сега кажувам. Секој кој што си е одговорен, додека е носител на функција, да си одговара за оно што бил одговорен. Ама не тоа да се сведе на оној последниот тамо во зинџирот на хиерархијата на одговорноста. Не со војни, не со оружје, туку со молк и избегнување. Го трга од картите, го крие од документи, го премолчуваа во книги, како да не постоело. Но, тоа име не исчезна. Не беше само збор на хартија, живееше меѓу народот и покрај се, остана неприкосновено. Дуи треба да одговара за многу нешто што ги има направено во државата од позиција на власт која што ја партиципираше повеќе од 20 години и беа неприкосновени. Вие можете да најдете секаде човек да одговара од сите политички субјекти и поранешни генерални секретари на СДСМ и на ВМРО, ДПМН и други истакнати членови, но не можете да најдете висок функционер на ДУИ да бил повикан на одговорност, а камоли да бил одведен на ослужување на казна. Што се тоа поразличи? Голем дел од... Драги слушатели, со микрофонот на Оро Македонско ќе одиме на настапот на Златна Бубамара на популарноста. Да слушнеме. Вечер, добри луѓе. Добро дојдовте на оваа светска Бубамара. Ке признаете дека, иако од секогаш сме имале звезди од регионов, како шлаг на Бубамара тортата, оваа година Бубамара станува полека светска манифестација. Па со оваа последнава песна имам 6 женски фатено живот, me and you, forever together, мајко моја. Но сега следува нешто уште по-спектакуларно. Станува збор за една навистина
преголема светска звезда која вечерва е тука со нас. Ке настапи Марта Хајк од Америка, која ќе ги представува нашите иселеници. Да слушнеме. Ladies and gentlemen, награда за трајни музички вредности, Lifetime Achievement Award for the greatest, Marta Haik! Macedonia, it's so nice to be here. Thank you so very much. I'm so proud to be able to take this back to my home, to America, to show everyone that soul from the heart is all over the world, especially here in Macedonia. I would like to thank Ranko and Dragon. They are the master of funk and soul in Macedonia. Thank you so much. All right. Hey, fellas. Hey, fellas. Hey, fellas. Hey. Hey. Hey, fellas. I'm talking to you and you and you and you and you and you back there. Now you guys know who I'm talking to. Those of you who stay out all night long and come home the next day and expect for us to be home when you get there. But let me tell you something. I said, let me tell you something. The ladies are not going for that mess no more because we realize two things, that you aren't doing anything for us that we can better do for ourselves. So from now on, from now on, from now on, yeah, we're gonna use what we got to get what we want. So that's the thing I never will forget.
Dear Marta, I was high too. Спонсор на денешното интервју е Wilbrook Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Кој сака да се чуе песна нова, песна стара, ке ја најде за секунда на оваа фреквенција, ако ја пара. Од Ниагара до Сахара, бире радио што ти одговара, од Лоара до Вардара, тоа може да е само наше радио, радио Бубамара. Од Европа. Да имате човек на 24 години да купи трговски центар, 19 годишник да прокнижува милионски профити во пазарот на продажба или на електрична енергија, да го тепаат председателот на регулаторна комисија затоа што одзел лиценца, исто така син на еден поранешен и сегашен политичар на Дуи, прилично моќен. И тоа што е најсмешно, видите докаде иде онаа дрскост. Еве, да имате joint venture, значи да здружите две компании, сулог, син на поранешен премиер и брат на сегашен лидер на опозиција во Дојран, ето ако јас грешам, нека ме демантираат. Јас сум го прашал него лично и од собраниска говорница, дали е вистина дека има компанија во содружништво, уште еднаш ќе кажам, син на поранешен премиер и брат на поранешен министер за здравство, сегашен лидер на опозицијата на СДСМ, да имаат заедничка компанија која што произведува електрична енергија во Дојран. Ето, нека ме демантира. Не со војни, не со оружје, туку со молк и избегнување. Го трга од картите, го крие од документи, го премолчуваа во книги, како да не постоело. Но, тоа име не исчезна. Не беше само збор на хартија, живееше меѓу народот и покрај се, остана неприкосновено. Ценети гости, драга публико, како представник и бренд лице на Државна лотарија, чест ми е да ја доделам наградата за фолк концерт на годината, а таа оди во рацете на најдобриот Владко Миладиновски. Благодарам од се срце. Благодарам на сите вас од моје име и од име на мојот брат Златко Миладиновски. Благодарам на Бубамара за вниманието и за оваа прекрасна награда. Благодарам на организаторите на нашиот концерт, на сите колеги кои што беа гости на истиот и не поддржаа, музичари, соработници и се разбира на нашите семејства. Многу ми е драго што скршивме мраз и добивме на Бубамара нова категорија. Инаку ќе требаше да чекам како круме господинот 40 години за доживотно дело да добијам. Добро е што и поскупно ги доделуваат, така да ќе ја добијам секако. Како и да е, драги луѓе, мора да си признаеме дека единствено македонската народна музика е автохтона од сите нас, единствено само таа, и затоа треба да си ја цениме, чуваме и почитуваме. Ви благодарам да сте живи и здрави. Овде на свети наши корени, од исти мајки тука родени. Елот не нема, ама еве сме, со вера средство поро играме. Елот не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Тука во Солун драма кавала, во Кукуш воде
Македонска, тука сме, тука остануваме и име свето не менуваме. Певат не нема, ама не сме, со менам сме собор, оро играме. Певат не нема, ама не сме, македонски песни гордо пееме. Македонски песни гордо пееме. Важно сообщение. За сите слушатели од Илиноис, Индиана и Милвоки, слушајте го Оро Македонско во живо секоја недела од 2 до 3, одма после Voice of Macedonia со мојот колега Ристе Спировски. Недела од 1 до 2, а од 2 до 3 Оро Македонско. Ги очекуваме вашите коментари. Are you married, sir? I am married, yes. Why? Does your wife watch this show? Of course she does. Then why are you flirting with my mother? Smart, but not very smart. Why do you say that? Because she keeps asking me questions. She already knows the answers, but she still asks me. Кога молчам, опасен станува мојот молк. Кога молчам, крик од утроба допира до планината и ги растресува лисијата во гора. Молкот не замолчува, извира како вулкан од утробата на планината. Ја разлева својата жештена лава по распуштената ми приквечерина. Крикот молчалив се шири како молња над широкиот хоризонт од празнина и бара прекривка, за да го запре мирот и тишината. Гласно да прошепоти за поројот и буите во некој неповрат беден. Да го слушнеш молкот и ништо да не кажеш. Да го чуеш гласот од секаде и од никаде да извира и да ти ја корне тишината. Кога молчам, зборува крикот во гората, во листот на гранка, во песните на птиците, во шепотот на брановите. Викајте, урлајте сега, сите вие врескајте гласно. Јас молчам. Молчам што нема сум веќе и немам глас да го спослам сиот јад и горчлив вкус на оваа небиднина. Јас молчам. Тоа беше поезија од мојата колешка Наумовска. Ако носиш нешто неизречено, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина. Тишината сама ќе го рече. Драги слушатели, иселениците од село Љубоно, кои живеат во Детројот и околината, ве покануваат на својата селска слава Светијатанас Летен, кој ќе се одржи во сабота 9 мај со почеток 4 часот попладне до 10 часот навечер во Македонскиот културен центар на Света Богородица во Стелни Хајц. Почитувани, на наше, но сигурно и на ваше големо задоволство, ве известуваме дека традицијата продолжуваме да го правиме она истото што го правиле некогаш нашите дедовци и баби, кои заеднички ја прославуваат ова селска слава Светијатанас Летен во нашето Љубоно со една голема игранка со богата трпеза и добра музика. Заради тоа ве покануваме сите љубанци, преспани и македонци да дојдете и заедно да го прославиме овој празник. Љубанска слава ќе се одржи во сабота 9 мај со почеток 4 часот попладне до 10 часот навечер. Влез се $50, а за деца $20. Колку е убаво гледам воздухот во Скопје, почист од воздухот во Виена е денес. Па викам додам да подишам, таман завршите вие работа, ќе се враќам.
Ајде научи премиерот сега се така за убави работи. Само убави работи да се прави. Ние направивме прошлата година, целата година направивме една песна што е многу убава. Именска песна за име. Сите што знаете што се веселиме, многу убава песна. Максим Димитриевски. А убава песна. Таква песна направивме за позитивно, за душа. Таа песна за кој сакаш може да пееш да одговара. Може за тој глумецот Валентин Костадиновски. Работи, може, ако е ведар, ако го работи, може да влезе во песната. Таа песна е таква направена за Максим, ако одлучи да коалицира со кој сака, да може да влезе. Да нема проблем за Максим. Сака да коалицира со Христијан Мицковски, работи, може. Сака со другиот да сврти маце, да се види нешто да се прави. Венко Филипче, работи песната. Убаво направена за со било кој. Може да влезе. Зоран за не може со него. Сега ве видов. Мисле во огледало гледам, сите сме исто облечени. Не може со Зоки, не може. Изгледа ќе мора да го смени името. Чека да пробам со друг. Никола не може и со Никола Димитров. Не може, чека. Киро Глигоро. Не може. Кој нешто менал во Македонија не може да влезе во песната. Таква е, строга. Само ги набројавме во песната сите, Елена Ѓоргиевска, сите што не работат, сите ги кажавме. Таква треба за цела администрација, цел ден да се пее. За убави работи, за убава, за музика, за весели теми да разговараме денеска. Ритмо е секогаш, а се пие жолта, пиеме, пееме, обсаме и мезе, ако не се придружиш, стварно си безвезен. Излези, мајко, сироти едро, носи го на инфузија или битнико. Излези, поможи, истури цела, сраме од комшите, да не прајте нема. Не гледаме на страна, кој колку волта, гледаме во шишето, дали има жолта. Пиеме, пееме, гоцкаме и мезе, ти си белев најголем, ако си одиш презен. Драги слушатели, често пати правиме интервју со наши естрадни уметници. Денес ќе направиме едно интервју со еден шарамантен глас кој за прв пат е во нашата радиопрограма. Незиниот глас е често пати на нашата програма, меѓутоа во живо да видиме како ќе звучи шарамантниот глас со песна и во живо. Овде Анета Накоска. Анета, добре дојде на Оро Македонско и можеме ли да зборниме нешто за твојата кариера? Од кога почна, дали се сеќаваш кога прв настап е твој како професионалка? Секако, пред се, добро ве најдов. Навистина ми е многу драго што конечно, еве и јас, да ја имам таа чест и прилика и можност да поразговарам со господинот познат како Бошко Пелистерски, кој неодамна и во песна е споменат, бидејќи ја има таа цела улога да ја сплотува и да ја чува македонската традиција, пред се преку пишаниот збор и со многу други дела, што ми е многу драго, што е така, што имаете се уште наши луѓе кои што се трудат да ја одржат и да ја сочуваат македонштината од нашата традиција и музичка и буквално секоја наша традиција од заборав. Многу го почитувам и го поздравувам тоа. А што се однесува до моите почетоци, секако дека паметам,
Првата моја песна, првиот мој настап беше девојченце уште бев малечко. 94 година, само што завршив средно училиште. Така испадна случајно, спонтано и непланирано. Татко ми се поврза со тогашниот директор на музичка и касетна продукција на македонска телевизија, Киро Милев. Немам контакт долго време, не знам дали е се уште жив, не знам во кој контекст да го споменам, меѓутоа тие му понудија на татко ми да го спонзорира фестивалот Тримери во Струмица. Татко ми тоа го направи од патриотски побуди, бидејќи потеклото наше од Струмица, моите баба и дедо се од Струмица. Во меѓувреме, Чичко Киро имаше направено дует, кој што го пласиравме на Тетовски филиграни, 94-та. Истата година се случи, наредната година се случи Тримери, 95-та. Требаше време да се подготви сето тоа. Дуетот ни беше заедно со Душко Георгиевски. Песната беше многу убава и певлива. Одеше вака некако: животот брго си поминува, не чека никого, не прашува, младоста куса е и затоа, љуби ме не чекај. Животот брго си поминува, зад себе ништо тој не остава, младоста куса е, не мудрувај, љуби ме побрзај. Може би погрешив некој збор. Ми го одзеде прашањето, јас сакав во самото интервју да ти речем да ми запеше на песна без музика само, него ти ја направи. А јас ти бех да ми речеш запеувам веднаш. Анета вака, да те прашам, Владко Миладиновски на Буба Мара ја доби наградата за најдобар концерт на годината, за минатата година. Моето прашање, уствари тој рече дека едино музиката, народната песна не обстојува сите нас. Покрај црквата, меѓутоа колкава голема филозофија рече што песната точно е не собира. Јас можам да ти дадам кредит дека ти подолго време, не подолго, неколку месеци или година си овде низ Америка, настапуваш на многу концерти, ти си таа што не обединуваш, како што рече во почетокот со мојата песна. Каде ќе биде твојот иден настап во Америка? Така, на некој начин, токму така е. Да, ќе се надоврзам на мојот иден настап. Ние пејачите на некој начин, кој што ја пласираме народната македонска изворна песна, пред се, јас ја негувам од секогаш, сакам посебен акцент да дадам на нашата изворна песна, сме на некој начин како амбасадори низ светот, кои што навистина со на нашите настапи ги собираме луѓето да се дружат. Побудени од желба да се со наша убава македонска песна, се собираме сите и така, нели, се дружиме повторно, во право е колегата, значи песната не обединува. Точно, убаво кажано е тоа. Инаку, мој следен настап е на моје големо задоволство. Сега за Великден ќе настапувам со Смајли Бенд во црквата Свети Кирил и Методи во Њу Џерси. Навистина сум многу среќна, бидејќи тие важат за најдобрите, поготово кога знаеме кој е во позадина тука, Исмаил Љумановски, на Смајли Бенд. Посебно големо задоволство ми представува тоа, што ќе настапам со нив. Сум пеела и друг пат со Исмаил, меѓутоа во овој склоп, како што е сега Смајли Бенд, не сум имала можност да настапувам. И навистина едва и чекам, и тие и јас, едва и чекаме да се случи тоа. Инаку, како што кажа, да, животот мене ме донесе тука во Америката. На почетокот се противев, не сакав да се одделам од мојата Македонија, од моето семејство. Предлабоко ми е тоа вкоренето во душата, не можев да прифатам. И тука поминував само по, може би, 2 месеца, максимум 3 месеца и си бегав назад. Сега се навикнав пола времето да го поминувам. Пола во мојата родна Македонија, пола од времето тука. Некако се навикнав. Створив тука прекрасен круг на мој, во срцето мој, во душата, другарки вистински, пријатели,
навистина ми значат нашите дружења тука, нашата живеачка тука, сосема е поинаку од моето време поминато во Македонија. Значи, се си има свое, и сега сум и тука и таму, и сум срекна сум и задоволна со тоа. Покрај Нью Джерси што ќе настапи за Великден, си настапила и во Охајо, и во Индијана, си настапила во Вест Палм Бич, веројатно управата ќе изрази желба да настапиш и за Цветници. Дали твојот, како се вика овој музичарот од Нью Джерси, ќе можеш да го донесиш за Цветници во Вест Палм Бич, Свети Димитрија? Ќе ми биде многу големо задоволство секако. Тука ми е, нели, во близина. Тоа ни е нашето собиралиште, нашето светилиште, црквата Свети Димитрија. Тука ни е, нас сите не обединува, таа наша црквичка, како што си ја викаме, јас и Јасминка моја, нагалено. Така да ќе видиме кој од колегите ќе биде нели слободен тој ден да ме прати, да свири со мене. Проблемот е што, нели, јас живеам пола време тука, пола време во Македонија и немам еден стандардно само мој музичар кој што може да биде со мене цело време, бидејќи секој си сака пејач со кој што може постојано секаде да биде, а јас сум птица во лет. Така да ќе видиме кој од колегите ќе биде во можност да ме прати. Добро, ово прашање го ставаме на управата, затоа што се уште ние разговараме доколку веројатно, иначе вие сте. Сега имаме едно прашање за кое што се на сите естрадни уметници, тоа му го поставувам, ево и тебе ќе ти поставам. Кога естрадата одлучи да ти бидиш во дует со една од трите пеачи, која ти ќе одбериш? Елена Велевска, Сузана Гавазовска или Ирена Спасовска? Која и да е од трите, немам никаков проблем. Мислам, сите три се професионалки, добри пеачки, добро изгледаат, добар имидж негуваат. Значи, би ми било задоволство со било која од трите да направам дует. Ги почитувам сите три, како големи професионалци, во тоа што го работат, точно добро умеат, мислам, најпрофесионално, многу добро си ја вршат работата, добро пеат и не можам да не ги респектирам. Треба да кажеш една. Таква е програмата наша. Па добро, да речеме гласовно, мислам дека најдобро би си легнале со Елена Велевска. Добро. Во едно интервју Јордан Митев имаше на телевизија и му рече кој би одбрал измеѓу Благица Павловска и Сузана Спасовска, не Сузана Гавазовска. Тој му рече, почитувам како те и то, меѓутоа рече Благица е Мерцелес. За овој случај Елена зате ја представува од Мерцелес, значи добар. Јас само размислувам вокално со кој што би се вклопиле најдобро во случајов. Бидејќи сите три се врвни професионалци, меѓутоа вокално најприближно сме да речам. Јас имам алт и таа е алт. Така слична една топлина во гласот. Ме разбираш? Ама и по убавина сте двете одлични. Физичка убавина, мислам. Ние машките така го гледаме отстрана. Ајде да одиме на другото прашање. Кога би ти се поставило прашање со кој сакаш дует да испееш? Јордан Митев, Владко Миладиновски или Миле Китановски? Кузмановски, мислиш? Кузмановски, да. Не ти го спомна Благоја Груевски, затоа што имаш, да, тоа јас ја пратам твојата кариера. Од овие тројца Јордан, Владко и Миле. Вокално размислувам повторно. Значи, сите тројца се топ, меѓутоа вокално Миле. Најмногу ми одговара вокално. И најдобро тоа би прозвучало доколку со Миле би бил дует. Добро, драги слушатели, ево Миле и Елена ги поздравуваме од Флорида. Од Флорида и ги чекаме овдека вокално да настапат. Значи, многу ме изненади со прашања. Од каде ги извади овие прашања, не ме спреми. Знаеш, ние новинарите некојаш немаме влакно на устата и сакаме особата да ја фатиме во неспремна, него ти си спремна и ти посакуваме
успех во твојата кариера и дали имаш на крајот, пошто веќе е во 10 и 11 минути, некој прашање што не сум те прашал, а сакаш да ги поздравиш слушателите, повели. Еднаш ме праша ти скоро, што за мене представува песната. За мене песната представува живот. Јас не можам да живеам без да пеам. Пред се, бидејќи музиката ја чувствувам длабоко во мене, а друго, откако научив да читам и пишувам, од дете буквално, јас почнав да пишувам поезија и проза. Јас цел живот пишувам, скоро сите мои песни ги пишувам, и не можам да живеам доколку не сум исполнета со тој креативитет. Најсрекна сум кога ќе направам нова песна. Тоа е мојата најголема радост. Тоа ми ја полни душата, значи таа креативност кога ќе створам нешто, создавам нова песна, тоа ме прави најсрекна. И покрај сите успони и падови во животот, да речеме, навистина песната е таа која не одржува во живот, и тоа поготово кога јас ја создавам песната. Неубав момент е кај мене што немам време да ја испромовирам. Таман ќе ги снимам песните, нови, и веднаш ми доаѓа време да си заминам тука за Америка и немам време кај нас да излезам по емисии, да ги испочитувам сите телевизии, да ги испромовирам новите песни. Ете, тоа ме кочи во животот. Треба малку повеќе да поработам на себе промоција. Јас сум еден уметник што креативноста ме води. Тој момент, креативниот, а не оној комерцијалниот, менаџерскиот момент, да речем, да го изменаџирам се до тоа. Не ме бива за тоа, меѓутоа навистина морам да се потрудам околу тоа. Ето, тоа е нешто што би сакала да го кажам и многу ти благодарам за можноста што ми ја даде да се искажам. Ти давам уште една можност. Ти рече си пишуваш поезија, ти ја виде мојата поезија овде. Ја слушнам мојата песна Дете бев кога тргна во туѓина и ми обиќа дека ќе ја научиш да ја пееш. Ајде да видиме, Оро Македонско тече. Ево, драги слушатели, правивме интервју со мојата пријателка, шараматниот глас на Анета Накуска, и уште еднаш да ти се заблагодарам што беше гостин овдека, да сакаш да уште една песна да испеш кратка, ама брзо, така на брзина нешто? Да, секако дека би сакала да запеам нешто за крај, и тоа е нешто со кое што навистина сакам да се пофалам, бидејќи јас сум единствениот интерпретатор на народна македонска музика, која што имав чест, таква огромна чест и задоволство да ја снимам оваа песна, видеозаписот да го снимам на Стоби. Ни помалку, ни повеќе, туку на нашиот најголем историски, археолошки, да речам, локалитет, кој што говори за нашата толку голема историја од времето на античките древни македонци, од времето на Александар Македонски, а песната оди вака. Македонио, исправи се, ни светот пак да те прославиме, сонцето и за македонците, ке блесне денот, ке го славиме. Македонио, ти земјо мила, мајко заробена, крварат срцата, чисти македонски, од јас изгореа. Светлината на светот, од памти век сме биле, Божите, богомилите, браќа и сестри мои, мој роде да сме своји, едно да станеме. Македонија, исправи се, ни светот пак да те прославиме, сонцето и за македонците, ке блесне денот, ке го славиме.
прадедовците, славните воини на Александар, да ги преродиме. Душмани клети Боже, сотрити се што можеш, страх од нив да не остане. И светот нека знае, светата земја кае, кои се македонците. Македонијо, исправи се, и светот падне те прославиме. Сонцето и за македонците, ке блесне денот, ке го славиме. Македонијо, исправи се, славно име да си вратиме. Храбрите чрева твои сплотени, заедно се сме посилни. Едно мислиме, едно сониме, Македонија, селана е, сите заедно, еј македонците. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.